Отворам претрес по амандманот под архивски број низ 470, поднесен од пратениците Цветанка Иванова, Панче Орцев и Светлана Мазгаловска-Учетич. Молам еден представник на предлагачите да го образложи амандманот. Амандманот ќе го образложи колегата Панче Орцев. Повелете. Благодарам подпредседателя, заменик председател, заменик министр, колеги. Значи, овој амандман се предлага во буџетот на Република Македонија за 2014 година да се обезбедат средства од 20 милиони денари за решавање на проблемот со водоснабдување на здрава вода за пиење за населените места Удово и Јосифово. Благодарам. Го молам заменикот министр за финансии се произнесе по амандманот. Амандманот не се прифаќа во рамките на проектот за снабдување со вода за пиење и излевање на отпадни води финансиран со средства од Европската инвестициска банка за општина Валандово, се разределени средства во висина од 546.333 евра за изградба на системот за канализација и излевање отпадни води во населените места Дајраковци, Балинци и Миравци. Општата вредност е 494.815 евра. Ви благодарам. Благодарам. Владата не го прифаќа амандманот. Отварам расправа по амандманот. Дали некој ба разбор? Колегата Панче Орцев, повелете. За жал, тоа што го кажа заменик министрот и го очекувавме и секако не се однесува на тоа што е барање на нашиот амандман на решавање на водоснабдувањето за едни од поголемите населени места во општина Валандово. Имено што се случи? Мислам дека колегата веќе Цуплев се јава за реплика. При крајот на февруари, почетокот на март, кога имаше обилни врнежи во југоисточниот дел на Македонија, се случија поплави, се случија големи штети, во еден дел се случи тоа и во општина Валандово. Од тие поровни дождови, од тие порови, дел од водоводната мрежа или доводот на водовод кој што функционираше веќе околу 40 години со ФИ-300 и кој што носеше вода до населените места Удово и Јосифово, беше уништен, беше однесен и потоа со импровизација нешто беше направено и така да овие две населени места од тој период, од речиси 8 месеци, значи зборувам од период февруари па до ден денес, посебно во летниот период имаат изворедно големи проблеми со водоснабдувањето, бидејќи, да кажеме, во делот на тие импровизации, тие се снабдуваат сега со вода за пиење не од изворската вода која што дотогаш ја користеа, туку од бударски систем. Може слободно да се каже, согласно изјавите на жителите од тие населени места, дека е огромна разликата од претходната вода која што ја користеле и водата која што сега ја користат од бударскиот систем, покрај тоа што се троши и струја за пласирање и доведување на таа вода до тие две населени места, Удово и Јосифово. Значи, можни се најразлични болести, можни се најразлични бактериолошки инфекции од тоа што сега користат една неквалитетна вода за пиење. Ние знаеме, уствари, повеќето овие кои што сме од тој регион, го знаеме градоначалникот на Валандово. Тој има веќе трет мандат градоначалник на Валандово и согласно изјавите на жителите од тие населени места и постојано им обеќава дека еве распишав тендер, ќе добиете добра и чиста вода за пиење. Еве распишав тендер, ама проектот не ми е готов, тој таков е, сите го знаат. Каков е, распишав тендер, ама проектот не ми е готов, тој таков е, сите го знаат. Каков е и се уште не го решава проблемот, велејќи им дека последното што им го кажал, дека ќе земе кредит, ќе се задружи, ама ќе го реши проблемот за да може да се доведе, да се изведе еден квалитетен довод на вода за пиење. Значи, согласно овој амандман,
тоа се едни минимални средства кои што ги бараме, а тоа е да од селото Разлија до Удово во должина од 8 км со ФИ-300 се донесе цевки од димензија ФИ-300, се донесе квалитетна вода за пиење и се реши за постојано снабдувањето на квалитетна вода за пиење на населените места Удово и Јосифово. Како што знаем, сето ова е поврзано. Ние намерно во тој дел минатата година имавме доста амандмани во делот на зафаќањето или средувањето на тие поројни води, кога при малце пообилни атмосферски водлежи имаме проблеми и во Валандово, имаме проблеми и во Пирава, и во Јосифово, и во Удово, и не поднесовме амандмани од тој аспект, сакајќи да го решиме ова како едно од побитните прашања, и сигурно дека решавањето на ова прашање, давањето на овие 20 милиони, кои што можам да кажам, кога го гледате буџетот и тоа што го имате дека ќе го решите, навистина тоа е нешто како минорни средства и сигурно дека од тука со одбивањето на овој амандман се гледа дека што е приоритет на оваа влада, кој е фактички желбата на оваа влада. Значи, имаме таму доста жители на Република Македонија кои што постојано се занимаваат со земјоделство, се занимаваат и со други активности, граѓани кои што се познати по тоа колку се честни, колку квалитетно ги извршуваат сите своји обврски кои што ги имаат кон државата. И затоа се поставува приоритетот дали оваа држава размислува некако да им врати на тие граѓани. Без разлика, вие што го рековте тоа дека се планирани одредена количина на средства за пречистителна станица, имавме амандмани за тоа, но подоцна ќе зборуваме за тоа. Значи се гледа каков е приоритетот или какви се размислувањето на оваа влада. Гледа, до тоа го зборувавме за буџетот и го гледавме за буџетот. Сега и за амандманите пак гледаме. Значи, наместо да вршиме гасификација, ние градиме згради. Наместо да градиме инфраструктура, ние градиме споменици. Наместо да правиме енергетски објекти, правиме фасади. Наместо да правиме водоводи, ние, не знам, ќе правиме панорамски тркала или кули таму на водно. Токму сите тие споредби ги прават гневни оние граѓани кои што во 20 век немат решени основни прашања за екзистенција, тоест едни нормални човечки услови за да не само да екзистираат, туку да живеат и да ја користат соодветно онаа вода за пиење која што има неопходно потребна и за нормално функционирање и живење и за здравјето на сите тие граѓани, а посебно на нивните деца. Имат проблеми сега со бунарскиот систем, тоа го кажуваат отворено, одат градоначалникот и постојано им обеќава нешто, претениците од позицијата постојано се таму присутни и им обеќаваат, но се уште после 8 месеци нема нешто конкретно. Значи, ќе има тендер, па чекај, не може да имаме тендер, бидејќи нема проект, ајде да го направиме проектот. Кога ќе го направиме проектот, не знаеме. Па чекај, немаме пари, ајде да бараме пари, бидејќи знаеме, сите општина Валандово не е некоја богата општина и секако дека градоначалникот проблем може да ги обезбеди така, сите го знаат. Ако овие граѓани не заслужуваат, ако веќе тој нема пари, а има трет мандат од ВМРО-ДПМН, дека таа влада или оваа влада, неговата влада, не може да му обезбеди 20 милиони денари за да го реши проблемот на овие две населени места, тогаш не знам зошто стои и зошто се уште оди на работа и седи во неговата фотелја овој градоначалник, бидејќи ако нешто можеме да констатираме и кажеме дека исто и самиот град Валандово има проблеми со водоснабдувањето во летниот период, има проблеми со незаменените азбестни цевки, има проблеми посебно со канализацијата и собирањето на отпадните води и пречистувањето на сите тие отпадни води. Значи, Валандово, генерално како општина, не е многу развиена, но во овој мандат од 8 години и 9 години кој што го има овој градоначалник, не реши ниту еден клучен проблем во општина Валандово и затоа навистина е жалосно
да бараме 20 милиони денари, а оваа влада да нема начин да ги оддели, дали од една пасада, дали од панорамско тркало, дали од нешто кое што ќе биде споменик во центарот на Скопје, да им изгради еден квалитетен, добар, нов водовод, довод на вода во населените места Јосифово и Удово и да овој проблем конечно биде решен. Благодарам. Благодарам. За реплика се пријави колегата Драган Цуклев. Повелете. Така е, колега Орцев. Пред некои 8 месеци општина Валандово беше во редот на општините кои беа поплавени како последица на поројните дождови. Во тие поплави беше оштетен главниот цевковод за снабдување со вода за пиење на селото Удово и Јосифово. Меѓутоа, колега Орцев, локалната самоуправа веднаш реагираше со активирање на бушотините во овие населени места и граѓаните несметано добиваат вода за пиење и тоа исправна вода за пиење, зашто потврдуваат и редовните анализи за квалитетот на водата за пиење од Заводот за здравствена заштита во Струмица. Така беше и ова лето, кога вообичаено би требало да се почувствува недостиг на вода за пиење ако има проблем, нели, со недостиг на вода. Околу питкоста на водата, така е, колега Орцев, нормално изворските води да бидат по-питки, по-убави, за разлика од водите од артериските, нели, бунери. Меѓутоа, не станува збор за немање на вода за пиење во овие две населени места. Се изработува проектот за реконструкција на оштетениот водовод, односно главниот цевковод кој доаѓа до овие две села, за кој што убаво кажете дека 30 години беше стар, со кој што ќе се конкурира за, ќе се аплицира за средства преко Европската инвестициона банка до Министерството за транспорт и врски. Околу тоа се што е направено од тој таков е, каков е, сите го знаат каков е градоначалникот на Валандово, кој што 3 изборни циклуси победува уште во прв круг, валда не мислите со политички притисоци и купување на гласови дека ве победи во 2005 и 2009 и 2013. Таков е, каков е, ама 3 пати ве победува во прв круг, велите ветува не реализира, не знам како го гласа, би го гласале граѓаните ако не реализира, а што има реализирано од делот на водоводни системи третирање на отпадни води во следниот амандман кој што веќе го најавите. Благодарам. Благодарам. За контрреплика се пријави колегата Панче Орцев. Повелете. Колега Цуклев, навистина, вие по-добро од мене го опишавте градоначалник на Валандово. Каков е, таков е, рече си, што завршил ништо. Сите улици и тротоари во Валандово се проблем. Нема решено градскиот пазар, тесно грло во градот. Нема ништо направено, ниту тезги. Нема решено ништо во однос на гробиштата. Плачат луѓето во Валандово, немат гробиште, немат кај да ги закупуваат своите мртви. Нема економски раст. Правете, некој ви беше, штета што не е овде министерот, там во Валандово, и кобаја ги отвараме индустријска зона, а фактички правиме преселба на капацитетите кои што се во Валандово, сега надвор во Валандово, на земјоделска површина, и се прави, значи, една преселба на капацитетите. Инаку, што се однесува до водоводот, и вие сами рековте дека водата може би се испитувала, не знам дали е испитувана, тоа е обврска и мора да се испитува, но сигурно дека не е со истиот квалитет и може да се реши на начин кој што го бараат граѓаните од тие две населени места, кои што со оглед на големината и бројот на жители во тие населени места, сигурно дека придонесуваат многу во буџетот на Република Македонија или доволно за да заслужат од буџетот да им се направи водовод. Не пак да бараме европски пари, проекти за тоа, проекти за она, па дај, нели можеме ние 8 километри водовод, ФИТ 300 да направиме за две населени места. Дали не можеме ФИТ 300 8 километри за две населени места? Па ајке бараме сега, пак европски пари, пак градоначалникот каков е, таков е, има проект, па не можам тендер да распишам, немам проект, па овие од ДИПа не ми дават, па чекај, владата преку кредит може би ке земе,
не знам што, не знам како, генерално го потврдувате тоа што го мислевме и што го зборуваме, дека оваа влада има други приоритети. Не ја интересираат жителите на Јосифово и Удово и тоа дали имаат или немаат вода за пиење. Не ја интересираат панорамски тркала, таму кули на водно, овде споменици, фасади и 300 други непродуктивни, недопринесувачки работи, кои што апсолутно не им значат ништо на тие граѓани кои што се борат за квалитетна вода за пиење. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Колешката Цветанка Иванова, повелете. Се извинам, колешке. Се извинам. Повторно за реплика се пријави колега Драган Цукле. Повелете. Колега Орцев, немајте се, не ја интересират ова влада, жителите на Удово и Јосифово. Еми како тоа да се направи канализација во тие две села во изминативе неколку години? Оти владите на СДС некогаш не ја направија канализацијата во тие две села. И во ниедно валандовско село. Знаете ли дека 80% од населението, од домакинствата во Валандовска општина има канализационен систем? Благодарам. Благодарам. Колегата Панче Орцев се пријави за контрреплика. Значи, вие колку што сакате може да го фалите градоначалникот, жителите најдобро знаат што има направено и како има направено. Зборувавме за водите и тоа што има направено во однос на канализација. Во однос на отпадните води, колега Цуклев, и лани дискутиравме. Апсолутно ништо не е направено. При секое помало поројно дошче, кое што ќе заврне, знаеме сега со климатските промени, тие проблеми многу повеќе ќе ги имаме, и Валандово, и Удово, и Пирава, и патот магистралниот кој што е, и Јосифово имат проблеми. Имат проблеми. На магистралниот пат има песок, дрвја, камења. За полето да не зборувам. Значи, проблемите кои што се суштински во однос на земјоделското производство, заштитата на полето, заштитата на граѓаните, заштита на патната инфраструктура се уништува само затоа што нема завршени основни проекти за заштитата на самиот град Валандово и сето оно што значи зафаќање на сите тие атмосферски врнежи кога ги имаме во едни поголеми количини. Уништувањето на шумскиот фонд е исто така ваша задача. Не може да ми зборувате вие во ваше време. Тоа време беше пред 9 години. 9 години што сте направили? Што сте направиле Валандово да живее полудно? Валандово е мртов град. Во Валандово живеат од земјоделие или како текстилни работници. Нема друго ништо. Или работат земјоделие, или работат во текстилни фабрики. Тоа е Валандово. Затоа што ВМРО ДПМН така се однесува во Валандово. Од ништо друго. Затоа што оваа влада има други приоритети, а не Валандово. Иако од Валандово ми е попотекло и председателот на државата, Ставровски е во 4-та изборна единица, постојано е на тој терен, ги знае сите проблеми, но дали ги решава, тоа ќе го кажат жителите на ова населено место или жителите на Јосифово и Удово. Благодарам. Благодарам. След за дискусија пријавена колешката Цветанка Иванова. Повелете. Благодарам, господине заменик председател. Значи, како пратеник од изборна единица 4, заедно со колегите Панче Орцев и Светлана Мазгалска на барање на граѓаните од овие населени места, поднесовме амандман, како што образложи мојот колега Панче Орцев, со кој амандман бараме 20 милиони денари за решавање на проблемот со водоснабдување на граѓаните од населените места Удово и Јосифово. Удово и Јосифово се населени места во кои што живеат во населеното место Удово некаде од прилика околу 1500 граѓани и во Јосифово некаде околу толку се граѓани, не гласачи, граѓани. Немој да ги броите граѓаните само во гласачи. Зборувам јас за граѓани. И во Јосифово некаде приближно околу 2000 граѓани. И овие луѓе секогаш кога за време на изборите се многу посетувани од страна на
функционерите на ВМРО-ДПМН, со кој што секако дека тогаш имаат најприсни, најблиски релации, затоа што тогаш треба да се побара гласот и поддршката. И за волја на вистината, изминативе години граѓаните од овие населени места им даваат поддршка како за локални избори, така за парламентарни избори. За парламентарни избори општо познато е дека веќе 8 години наред ова парламентарно мнозинство е на власт, значи граѓаните од овие населени места даваат поддршка, а на локални избори веќе трет мандат овој градоначалник е градоначалник на општина Валанда. И на вистина, да моја атом не ги решил основните животни потреби на граѓаните, а питката вода или водата за пиење е основна работа без која што на вистина во денешни услови не ни може да се замисли живот. Точно е дека има главен цевковод кој што бил стар повеќе од 30 години, меѓутоа исто така точно е дека тој цевковод бил сигурно не со цевки кои што треба според стандардите да ги исполнуваат условите. Без разлика, значи каков и да бил, потребно било да се направи нешто, не само заради тоа што невремето го уништило овој цевковод, туку и заради тоа што се менуваат стандардите. Овој амандман, искрено да ви кажам, го поднесовме од 3 причини. Прво, заради потребите на граѓаните, затоа што тие имаат потреба за вода за пиење, имаат недостаток. Втората причина заради која што го поднесовме овој амандман е лажните ветувања, да ви кажеме дека сива овие изминати години парламентарното мнозинство, локалната самоуправа постојано ветува и како што кажа колегата Цуклев, значи ќе се побарале средства, ќе се распишало тема, ама се во идно време, како да сега, после 2 дена тие ќе ја земат власта и сега ќе ги осознаваат проблемите на граѓаните и сега ќе отпочнат процедура како за барање на средства од странски извори, така и реализација на 8 години на власт на централно ниво. И сега еве колку, ако е овој трет мандат на овој градоначалник, веќе некаде 9 или 10 години на власт на локално ниво, кадар на ВМРО-ДПМН. Нерешен проблем или одбрана со аргумент дека сега еве ќе почнеме или ќе аплицираме да бараме средства, тоа значи потврда за негрижата која што има ова парламентарно мнозинство и локалната самоуправа кон овие граѓани за нивните основни животни потреби. Третата причина заради која што го поднесовме овој амандман е да покажеме дека навистина ова парламентарно мнозинство не го интересира потребите и барањата на граѓаните. Ако ги интересира потребата и барањата на граѓаните за решавање на основните животни потреби, тие наместо да, особено оние пратеници кои што идат од изборни единици од каде што граѓаните бараат решавање на нивните проблеми, барем тие треба да гласаат за вакви амандмани за да се отчетаат утре пред нив кога ќе излезат на терен. Наместо тоа тие со леснотија гласаат за разни проекти кои што навистина не им се од корист на граѓаните, нити во Јосифово, нити во Удово, нити во останатите населени места каде што имаат вакви и слични проблеми. Значи, оваа власт, ова парламентарно мнозинство си има зацртана една цел пред себе да си ги тера своите проекти, а не проектите кои што ги сакаат или имаат потреба граѓаните на Република Македонија, во овој случај граѓаните во населените места Удово и Јосифово, а тоа е решавање на проблемот со водоснабдување. Мислам дека нема поголем аргумент од аргументот дека овие две населени места немаат доволно вода. Овие две населени места потребно им е решавање на овој проблем. Овие две населени места овој проблем го барале да им се реши и на локално и на централно ниво. На локално и на централно ниво оваа влада или оваа гарнитура
е повеќе од 9 или од 8 години на власт. Ако навистина сметува за потребите на граѓаните, навистина требало тоа да го реши, а не со изговор дека сега ќе аплицираат за средства во некоја меѓународна институција, па ќе се бара, па ќе се тера проекта, до тогаш граѓаните што да прават, особено во летниот период кога има недостаток на вода. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бе разбор? Бидејќи никој друг не бе разбор, го затворам претресот по амандманот и амандманот го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Кој е за? 4 противници гласаа за, кој е против? 7 противници гласаа против. Констатирам дека амандманот не е усвоен.